Добар ден, почитувани гледачи. Денес под лупа безбедноста во сообраќајот. Мој гостин е господинот Стефан Димовски, председател на Општинскиот совет за безбедност, а воедно и потпарол на СВР Охрид. Добре дојдовте во емисијата под лупа. Благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи и секако чест ми е што сум гостин во вашата емисија. Господин Димовски, ќе зборуваме и најмногу ќе ставиме акцент во оваа емисија на безбедноста во сообраќајот, затоа што навистина е многу значајна компонента во текот на целата година, посебно сега пред летниот период, кога ни доаѓа и туристичката сезона, очекуваме голем број гости, поголем метеж и секако поголема будност. Општинскиот совет за безбедност се формира пред речиси 1 година, минатата 2015 во јуни месец на иницијатива на локалната самоуправа и вие сте негов председател. Сега, од каде дојде потребата за формирање на едно вакво тело? Како тоа функционира во изминатиот период и кои се достигнувањата еве во кратки црти? Да, значи, како тело Општински совет за безбедност во сообраќајот постои долг низ години наназад и на секои 4 години има именување на Општински совет за безбедност во нов состав. Ние во овој нов состав, каде што сум јас председател, дојдовме или бевме назначени во текот на мај минатата година, а веќе од јуни започнавме со активностите кои што ги предвидовме и ги зацртавме во програмата за предстојниот 6-месечен период до крајот на 2015 година. Ова тело всушност представува едно советодавно тело кое што има низа ингеренции во делот на предлагање на идеи, иницијативи, кампањи, проекти, кои што имаат за цел да се подигне јавната свест кај сите учесници во сообраќајот, да се подигне нивото на безбедносната култура кај граѓаните, да се потенцираат оние проблеми кои што се евидентни во сообраќајот, да се предлагаат начини, можности за нивно решавање, надминување и секако подобрување на актуелната состојба во делот на безбедноста во сообраќајот. Она што веднаш во старт го направивме во текот на минатата година беше да ги зацртаме неколкуте кампањи со кои што како целни групи ќе ги имаме ранливите групи категории во сообраќајот, почнувајќи од најмладите возрастните. Ние успеавме во оваа намера и како Совет Општински за безбедност би рекол сега се наметнавме со нашите активности и постанавме релевантно тело кое што и тоа како се грижи и посветува внимание на сегментот безбедност и подигнувањето на состојбите во сообраќајот, подобрување секако. Така. Сега рековте дека овој Совет за безбедност постои веќе низа години наназад, но поради вашите забрзани активности се повеќе се зборува за него. Имате доста реализирани проекти во тека и оние кои што во иднина треба да се реализираат. И во градов имаме една нова ситуација кога станува збор за сообраќајот. Сведоци сме на тоа дека интензивно се градат кружни текови на неколку локации, посебно се многу значајни оние кои што се на булевар Туристичка, со што ќе се сменат многу нешта во сообраќајот. Сега неодамна имавте една кампања Вози безбедно на Кружен. Ме иницира да размислувам зошто токму потекнавте една ваква кампања. Дали сметате дека граѓаните, бидејќи досега немавме такво искуство со кружни текови во градов, треба малку да се едуцираат на оваа тема и тука исто би ве запрашала зошто им е потребна доедукација, бидејќи претпоставам дека ова прашање е опфатено и при полагањето на возачкиот испит, па тие со самото тоа што добиле дозвола треба да знаат како треба да се однесуваат и како треба да возат на кружен. Да, можно интересно прашање и јас само да ги потсетам нашите гледачи дека долг низ години, децении наназад во Охрид постоеше само кружниот тек на сообраќајот во близина на пристаништето на Кејот. Потоа беше направен, изграден кружниот тек на сообраќај кај болниците, а еве веќе во изминатава година две мощно и интензивно се градат кружните текови на булеварот Туристичка. Сакам да нагласам дека кружните сообраќајници се модерно
современо сообраќајно решение кое што го има во сите поголеми европски градови во светот исто така, и всушност бенефитите од овие кружни текови ги имаат граѓаните, учесниците во сообраќајот, ранливите групи, категории, значи со еден збор сите учесници во сообраќајот. Која е придобивката од изградбата на вакви решенија сообраќајни? Се намалува сообраќајниот метеж. Брзината на проток на возила, патнички моторни возила, велосипедисти. Пешаците го добиваат своето место каде што можат секако безбедно да го преминат кружен и покрај тоа што ние и како Општински совет за безбедност, меѓутоа и како сектор за внатрешни работи, врз основа на нашите мониторинзи, констатиравме дека многу од нашите граѓани ги прекршуваат правилата и прописите и едноставно кружниот го поминуваат каде што ќе стигнат. Ги прескокнуваат оние заштитни лакови како огради кои што се поставени околу кружните текови. Тоа е основната грешка која што ја прават пешаците. Понатака констатиравме дека кај учесниците во сообраќај од категоријата возачи на моторни возила потребно е подсетување за сообраќајните правила и прописи, бидејќи како што спомнав, децении и децении ние немавме кружни текови во градот и тие правила и прописи кои што некогаш се учеле безмалку се заборавени, и од тука констатиравме дека е потребно подсетување на повозрастните и секако на новите или помладите возачи и учесници во сообраќајот дека сите заедно ќе треба да се подсетиме, да ги освежиме нашите знаења за правилата и прописите како треба да се движиме на кружен и на тој начин да го дадеме својот максимум во делот на безбедноста и безбедното одвивање на сообраќајот на кружните крстосници. Бидејќи од изминатиот период, како што се воспоставија кружните текови, евидентиравме нарушување, недржење на страната на движење, преместување или префрлање со патничкото моторно возило или со велосипедот, па сега и со моторциклите, бидејќи е времето убаво и зачестие моторциклите во сообраќајот, преминување од една во друга сообраќајна лента на кружниот тек без давање соодветен сигнал жмигавец или рака испуштена во лево или во десно, со цел да се навреме покаже намерата за движење и за преместување од една во друга коловозна лента. Мислам дека со овие констатирани недоследности во реализацијата на сообраќајот на кружни, сепак не сме евидентирале, за среќа, не сме евидентирале сообраќајни незгоди, што сепак покажува една висока доза на сенс кај нашите учесници во сообраќајот и внимателност кога станува збор за безбедно влегување и движење во кружен и покрај тоа што спомнав предмалку, ние ги констатиравме овие недоследности. Од тука ние како совет заклучивме дека е корисно, дека е потребно и дека треба да ја отпочнеме кампањата Како возиме на кружен со цел да го подсетиме секој учесник во сообраќајот на правилата и прописите и на неопходноста да се придржуваат кон тие правила и прописи, да ги почитуваат сообраќајната хоризонтална и вертикална сигнализација и секако на тој начин да придонесат во сегментот безбедност во сообраќајот. Сега вие наведовте неколку аргументи зошто кружните текови се добро сообраќајно решение, но генерално зборувам сега, коментари од граѓаните, посебно од оние кои што се возачи, велат дека тест за кружните текови ќе биде сега ова актуелна туристичка сезона. Дури тогаш ќе видиме кои се сите мани и недостатоци. Повеќето од нив тврдат дека не се најсреќно сообраќајно решение, дека ќе се создава поголем метеж во сообраќајот, а и дека безбедноста на пешаците на ваков начин е намалена. Се уште се ги бараат семафорите црвено, жолто, зелено, кои што им гарантира некаква
не некаква, туку сигурност на сите пешаци, затоа што знаеа кога можат да поминуваат, кога е слободно, кога треба да застанат. И уште еден проблем кој што се наметна со поставувањето на овие кружни текови е проблемот за ранливите категории, за лицата кои што се со оштетен слух, а посебно оние што се со оштетен вид. Затоа што на ваков начин им е многу потешко да се снаоѓаат на овие крстосници. Знаете како, полициската статистика бележи сообраќајни незгоди случајни во изминатиот период кога ги имавме семафорите и кога се случија сообраќајни незгоди токму поради непочитување на црвеното светло и на зеленото светло и така натаму од возачите на патнички и други моторни возила и од пешаците и од моторциклистите. Да се подсетиме, за жал, на неколку трагични сообраќајни незгоди на булеварот Туристичка, кој што се случува од почетокот, значи на пресекот со Бистрица, па се до на пресекот со Јане Сандански, кога имавме и жртви, за жал, и кога од причини кои што предмалку ги спомнав, значи непочитување на семафорот, се случија сообраќајните незгоди кои што има и трагични исходи. Она што е исто така мислење на граѓаните, јас во секој случај исцело ги почитувам мислењата на граѓаните, нивните забелешки, ставови, мислења, и посебно ми се допаѓа што во изминатиот период како совет добиваме од многу граѓани мејлови, писма преку пошта испратени и така натаму, па дури лични контакти и телефонски јавувања во кои што предлагаат, иницираат одредени идеи. Значи, информираат за одредени безбедносни проблеми. Последната беше на неколку јавувања на 15-ти корпус по повод случајните сообраќајни незгоди. Мислам, последната беше и со трагичен исход, имавме жртва на тој потек. Значи, она што е посебно важно е дека овие сообраќајни решенија, кои што се иманентни, да подсетам, во големи светски центри, каде што протокот на возила, на моторцикли, на пешаци е каде поголем од Охрид, функционирањето е безпрекорно, безмалку. Што тоа значи? И зошто е тоа така? Основната причина за таквото функционирање на сообраќајот на кружните текови е почитувањето на сообраќајните правила и прописи. Ништо повеќе, ништо помалку. Значи, секако дека ќе има поголем прилив на сообраќај, очекуваме гости, туристи, возила и така натаму. Само да наведаме еден податок дека во текот на минатата година, минатата сезона во Охрид имаше некаде над 25.000 патнички моторни возила од туристи кои што стигнале во градот. Кога на тоа ќе ги додадете и нашите домашните патнички и други моторни возила, значи можете да замислите колкава е таа бројка и колкав е тој сообраќаен проток на возила кои што се случуваат во централното градско подрачје, према градското пристаниште, према плажите и така натаму. Самото тоа по себе говори дека сообраќајната култура и безбедносната култура кај нашите граѓани треба да биде на повисоко ниво. Доколку ги правилата и прописите, јас мислам дека тие негативни ефекти за кои што зборувавте сега и вие, кои што е хипотетичко прашање по мене, ќе бидат сведени на минимум. Сега, уште еднаш ќе се повторам, што ќе правиме и што можеме да направиме за да им олесниме на оние ризични групи полесно преминување на крстосниците каде што се наоѓаат кружните текови. Значи... И тука само се извинувам, уште ќе надополнам, затоа што ќе можете подолго да елаборирате. Еден кружен тек кој што се наоѓа кај некогашниот минимаркет, кој што сега се уредува, се наоѓа на место каде што имаме две училишта. Значи, едно основно имаме едно средно училиште и тука е една ранлива категорија на граѓани, тоа се децата, кои што имаме и една
помала возраст на дечиња кои што преминуваат на таа раскрсница, ќе имат поголем проблем при преминувањето, бидејќи се навикнати на семафорите. Дали можеби ќе имате засилени екипи, патроли, полицајци, сообраќајци кои што ќе им помагаат, или како тоа планирате да го решавате? Значи, благодарам што ме подсетивте на овој дел од прашањето. Општинскиот совет за безбедност уште во самиот почеток на востановување на својата програма за минатата година ги вметна ранливите категории учесници во сообраќајот, значи велосипедистите, моторциклистите, пешаците исто така и лицата со посебни потреби, што е, би рекол, за прв пат во функционирањето на ова тело да бидат вметнати како таква посебна засебна категорија на која што им е потребен посебен третман и однос во однос на нивната вклученост во сообраќајот. Ние, како совет, лани на наша иницијатива ги посетивме Сдруженијата на глуви и наглуви лица во Охрид, што е за прв пат во изминатите години и децении од функционирањето и постојањето на ова здружение да се пројави ваква посета и иницијатива за средба. Исто така пензионерите ги посетивме. Целта на сите овие активности, на сите овие средби беа да се слушнат проблемите на глувите и наглуви лица, на пензионерите, бидејќи пензионерите како учесници во сообраќајот наназад време статистиката покажува дека се мошне ранлива исто така категорија која што се директни, подложни и на сообраќајни незгоди и за жал велосипедисти, пензионери, учесници во сообраќајот завршиле трагично во својата вклученост во сообраќајот со велосипедот. Кои се причините, тоа е друго прашање, меѓутоа во секој случај ние проценавме дека тие луѓе мора да ги посетиме, да ги слушнеме нивните проблеми, да ги евидентираме и да се обидеме полека да ги решаваме. Она што го добивме како барање конкретно од Сдруженијето на лица глуви и наглуви беше да се постават на одредени сообраќајници звучни и сигнални светлосни индикатори за движење безбедно преку крстосниците. Ние оваа иницијатива ја веќе имаме во една фаза на реализација, бидејќи за ова ни е помош, како потребна помош, како од локалната самоуправа, така и од Републичкиот совет за безбедност. Очекуваме нивна конкретна помош и ова ќе го направиме. Она што исто така се побара од Сдруженијето беше да се направат пешачки премини и една пешачко-велосипедска патека во делот према Даљан, кај хотелот Даљан. Исто така направивме контакт преку локалната со јавните предпријатија, со цел да се обидеме да излеземе во нивни пресред. Тоа не се големи барања и тоа се барања кои што ќе ги направиме. Значи, требаше да се направат овие и да се пристапи кон решавање на нивните барања. Мислам дека со ова програма со која што ние настапуваме и оваа година како целна група во однос на различните наши кампањи се овие ранливи група категории на учесници и ние ќе продолжиме и ќе ги завршиме, ќе ги финализираме сите превземени активности. Сушност, поентата и на нашето доаѓање и на прифаќањето на позицијата председател на Општинскиот совет за мене беше да се работи и да сработеното биде во корист на граѓаните. Значи, не само да ни се укаже довербата, туку многу повеќе да се оправда довербата и граѓаните да го видат бенефитот од функционирањето на Општинскиот совет за безбедност. Во таа насока имаме прекрасна координација со локалната и со секторот за внатрешни работи Охрид. Истело не покриваат СВР Охрид во секој сегмент од нашето делување и во секоја кампања која што сме ја реализирале досега и верувам дека ќе биде така и понатаму. Кој се е вклучен во Советот за безбедност? Значи, од кои се институции има членови во него? Затоа што вие сте едно тело од проширен состав. Околу 15 членови има. Од каде се? Да, значи, тука имаме членови од секторот за внатрешни работи Охрид, од службите во локалната самоуправа. Тука имаме представници од образовните центри градот, имаме
сообраќајни инженери кои што се професори и магистри по сообраќајни науки во Електромашинскиот училишен центар и представници на автомото здруженијата во градот, представници на автотранспортните предпријатија, на Македонија, ПАТ и на уште неколку субјекти сега во моментот. Отприлика тоа е значи концептот на учесници во Општинскиот совет за безбедност. Значи, опфатени се сите оние чинители кои што може да придонесат за поголема безбедност во сообраќајот во градот. Така, и секоја седница на која што се дискутирало за актуелни проблеми, значи сме имале плодни предлози, идеи и морам да напоменам дека во Општинскиот совет за безбедност вклучени се и неколку советници од локалната самоуправа. Дали беше посочен како проблем, ова што јас го начнав како прашање, како децата ќе преминуваат одејќи на училиште кај кружниот тек кој што сега во моментов се гради и какво решение некој се изнајде. Сега можеби не е многу актуелно ова прашање, но на есен на вистина ќе не тангира сите, затоа што сега уште еден месец завршува школската година, кружниот тек се уште не е речиси во функција ставен, но од наесен тоа ќе биде и тоа како актуелно. Така е, во право сте, и таквите реакции допираат и до мене како председател и не е нешто страшно кога луѓето го изнесуваат проблемот или своите реакции ги кажуваат. Тоа посебно ми импонира и ми дава за право да нивните идеи ги пренесувам како теми на дневен ред на седниците на Општинскиот совет. Ево и тука имам повеќе предлози, идеи кои што дојдоа до Општинскиот совет во изминатиот период. Кога го спомнав секторот за внатрешни работи Охрид и нивната исцела помош во реализацијата на сите проекти, исто така сакав да кажам дека во почетокот на секоја школска година и во текот на школските денови полицајците, сообраќајците се присутни пред и околу школските центри. Конкретно на булеварот Туристичка ги има сообраќајците од страна на булеварот, присутни се и од другата страна на Димитар Влахов и директно се насочени во успешна реализација на проектот Запознај го патот од училиштето до домот. Тоа е еден превентивен проект на СВР Охрид во кој што и ние како Општински совет сме вклучени и ќе бидеме вклучени понатаму со цел на најмладите да им помогнеме во безбедно преминување на карсосниците, во запознавање со сообраќајните правила и прописи и секако да придонесеме да се елиминираат сите можни негативни појави, сообраќајки и така натаму, да ги заштитиме најмладите, но воедно и да ги едуцираме. Во текот на минатата година најмладите како целна група беа предмет на реализација на многу кампањи. Тие всушност беа најдиректно инволвирани во неколкуте кампањи, значи и во велосипедските дефилеа, почнувајќи од велосипедските дефилеа, во кои што и децата од градинките со точачина беа присутни, учествуваа и ја поминаа целата траса, што е прекрасно. Задоволството нивно беше исто така огромно. Децата од градинките ги вклучивме и во сообраќајниот едукативен час на почетокот на јуни минатата година, тоа ќе го направиме годинава, кога со панорамскиот автобус ги прошетавме низ цел Охрид, и низ околината на градот и најдиректно им се објаснуваа сообраќајните правила и прописи. Исто така, преку непосреден контакт со полициски службеници, во текот на јули, мислам дека беше минатата година, ние условно ја окупиравме булевар Туристичка на пресекот со Јане Сандански и тука децата претходно беа едуцирани од страна на полициски службеници и потоа направија еден круг на средина на каде што практично сега се гради кружниот тек со транспаренти, со пароли и со пораки кои што ги упатија до сите учесници во сообраќајот за безбедност во управувањето на моторните возила и за почитување пред се на дечината, но и на сите учесници во сообраќајот. Овој прв дел од емисијата веќе ни измина, ми јавуваат од режија време за реклами, но пред да го завршам, само ќе прочитам податокот што навистина ме радува, затоа што покажува дека имаме намалување на сообраќајните незгоди во изминатите 5 години. Еве во 2010 сме имале
463, а во 2015 306. Се надевам дека овој број уште повеќе ќе се намалува и сите овие мерки што ги превземате ќе вродат со плод, се со цел да имаме побезбеден сообраќај. Така јас предлагам после паузата за рекламите да се осврнеме и на овој податок. Да, ќе го прокоментираме. Благодарам. Сега малку ќе вам. Промотивна продажба на алат во Кармен Бау центар. Овој викенд 15 и 16 април. Промотивна продажба на рачен и електричен алат. За секој купен артикал од Топекс, Графите, Верто и Рехау добивате попуст од 20 до 25%. Во текот на денот ќе можете да ја погледнете специјалната презентација на електричен алат од Електромашинен и Метабор. За секој купен производ следува 15% попуст. Во Кармен Бау центар ќе се врши презентација на електроди, жици за CO2 заварување и сите видови дискови, специјални подароци за секој купувач. Ексклузивна понуда 3 милум врши продажба на квалитетни стамбени и стамбено-деловни објекти со препознатлив квалитет и дизајн. Новата понуда на станови во изградба во населба Расадник Охрид и ексклузивни готови станови во Скопје. Градба со целосно искористен простор и различни површини. Дојдете до својот дом со кредит од банка, со проектот Купи куќа, купи стан или преку наше собствено кредитирање со поволни камати. Остварете ја вашата желба. 3 милум. Ние го градиме вашиот сон. Јас сум деца мало мечелино, нудам нешто природно и фино. Крушка, јаболко, банана, здраво обожје без мана, нови вкусни кашички за сите срекни малечки. Мојата прва лажичка со лино, вкусно е подготвено и фино. Срце полно радости, лино носи новости, лино, мојата прва лажичка. Фишен лаунч бар Лихнидос на градскиот плоштад. Повелете на свечено отварање петок 15 април во 17 часот. Лаунч бар Лихнидос за заеднички мигови со вашите пријатели и најблиски. www.steeringtrade.com.mk Нудиме широк асортиман на квалитетни сертифицирани резервни делови по најповолни цени, со дополнителни 10% попуст за сите веб порачки. Вршиме комплетно опремување на автосервиси со апарати од германско и италијанско производство, цена по договор. И секако, ви ги нудиме најдобрите моторни именувачки масла Пенасол, произведени во Германија. steeringtrade.com.mk Родители, побрзајте! Уписите во основното училиште на коледжот Јахја Кемал во Скопје и во Струга почнуваат од 1 мај. Докажаниот квалитет на коледжот Јахја Кемал е гаранција за иднината на вашето дете. А седмото Рено Клио и подари насмевка на лицето на Лидија Магденовска од Скопје. Редовно пијам Гранд кафе и тоа со големо задоволство. За ова кашкавалче одлично да оди со останатите состојки од руската салата. Потребен е технолог кој ќе го надгледува неговото производство. Како се станува прехранбен технолог? Се запишува на Технолошко-металуршки факултет, насока прехранбена технологија и биотехнологија. Се студира во најсовремени училници со најмодерна технологија, вработување во најдобрите македонски компании. Играј со најдобрите. Технолошко-металуршки факултет, Скопје.
Природната и органска храна е основата на здравиот начин на живење. Биокосмос Македонија со повеќе од 10 години искуство во производството и трговијата со природна и органска храна во служба на вашето здравје. Од широката палета на производи, Биокосмос ви ги нуди безглутенските и макробиотски производи, супер храната, жита и семиња, мусли и снегулки, тестенини, закуски, суплементи и козметика. Внимателно избрано, квалитетно и здраво. Биокосмос. Господин Димовски, продолжуваме ние со нашиот разговор. Како што рековме, ќе го продолжам со намалените бројки од статистичките податоци за случајните сообраќајни незгоди во изминатиот 5-годишен период. Значи, имаме еден добар процент на намалување на истите, на задоволство на сите, но сепак морам да констатирам дека можеби не во општина Охрид, но генерално земајќи во предвид состојбата каква е во државата, не е нималку розова. Секој ден можеме да прочитаме дека се случила посебно во нашиот главен град некоја сообраќајна незгода и тоа најчесто со фатални последици. Се бориме сите кој како знае и уме за да се подигне нивото на свести кај возачите и кај пешаците. Вие преку Советот за безбедност тоа го правите секако на еден постручен начин и на едно повисоко ниво. Што понатаму, значи, на тој план за да имаме уште поголемо намалување на овие бројки? Да, вие многу добро ги спомнавте овие бројки, кои што се всушност еден добар индикатор, показател дека бележи надолна линија бројот на случајните сообраќајни незгоди во нашето подрачје. Овие се бројки кои што јас ги имам извадено како статистички податоци од аналитиката на СВР Охрид. Извадени се наменски, се со цел да бидат вметнати како индикација и како бројка, како показател каква е состојбата со сообраќајните незгоди во Охрид, бидејќи ние како општински совет ја работиме општинската стратегија за безбедност во сообраќајот. Ова би рекол придобивка, ова го сваќам како придобивка бидејќи идеја беше понудена на општинскиот совет за безбедност од Охрид од страна на председателот на Републичкиот совет при крајот на минатата година, кога тој дојде во посета со негови колеги од Републичкиот совет во посета на нашиот општински совет. Задоволството беше што ни кажа дека сме најдобар совет во Република Македонија, општински, и при тоа ни ја понуди идејата како такви да бидеме реализатори на првата општинска стратегија за безбедност во сообраќајот на ниво на Република Македонија. Со тоа, општина Охрид ќе биде прва општина која има изработено таквата стратегија и ќе биде репер за другите општини и општински совети, како и тие да ги понатака да ги развиваат и да ги градат своите општински стратегии за сообраќај и безбедност во сообраќај. Секако дека оваа бројка и покрај тоа што е помала секоја година од 2010 па навака, нас како општински совет и како сектор за внатрешни работи не ни представува задоволство, бидејќи нашата цел е да имаме што е можно порапидно паѓање на бројот на случајните сообраќајни незгоди. Од тука сметаме дека
До оваа бројка, до овај пад на оваа бројка и ова последна која што ја спомнавте, која што е намалување во однос на претходните, треба да се делува интензивно, постојано, перманентно, со низа кампањи преку и преку полицијата. Значи цело време треба да бидеме будни. Апсолутно дека треба да бидеме будни и јас тука посебно би го издвоил сегментот на работењето на медиумите, бидејќи вие и тоа како многу ни помогнувате во реализацијата на овие проекти. Мислам и кампањи воопшто не поддржувате, информирате за тоа, на терен доаѓате на лице место секаде каде што сме присутни и на тој начин ја анимирате јавноста и едукативно и вие делувате. Сметам дека со сите овие превентивни проекти кои што ги спомнав и кампањи ќе успееме да во натамошен пат на бројот на случајните сообраќајни незгоди. Заедно ќе успееме да го подигнеме нивото на свест и совест кај граѓаните учесниците, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, бидејќи нашите податоци говорат дека основна причина за случајните сообраќајни незгоди е човечкиот фактор, имено непочитување на сообраќајните правила и прописи, односно возење и управување на возила со брзина над дозволената. Така. И сега кога беше и вашата последна кампања за безбедно возење на кружен тек, изнајдовте уште еден начин и можам да ги замолам од режија, додека разговараме, може да одат и некои снимки од на терен кој што ги направивме тој ден и материјалот кој што ни го донесовте и вие од ова акција. Имавте една иницијатива за да поделите и цедиња на случајните минувачи, кои што потоа пак ќе можат во домашни услови да ги погледнат, да ги анализираат и може би доколку некаде грешат, каде грешат или што е направилно па што треба да го применат на терен. Зошто се одлучивте еве за една ваква можност? Па мене баш ми е драго што се можности во оваа емисија уште еднаш да го прегледаме видеоматеријалот кој што Општинскиот совет за безбедност го подготви. Значи имаме видеоанимација како се движиме на кружен и тука се поместени основните правила и прописи, значи едукативен е проектот и превентивен исто така. И оваа кампања ќе се води низ целата година Општинскиот совет заедно со секторот за внатрешни работи. Всушност, ние се одлучивме да бидеме малку условно посовремени и да го надминеме делењето на флаерите како едукативен материјал, дотолку повеќе што ова е за прв пат како се изготвува видеоанимација за правилно и безбедно движење на кружен. Гледачите ќе имаат можност уште еднаш да се потсетат на овој материјал кој што го промовиравме пред околу 10 дена и можат овој видеоспот да го видат и на YouTube, бидејќи тука е поставен и е достапен за сите. Делевме CD-а на сите учесници во сообраќајот, на возачи, на автомобили, на моторциклисти, на пешаци, велосипедисти и така натаму. И тука на кружниот кај Охридска банка практично малку го подигнавме, се надевам, барем така реакциите говорат дека успеавме да ги анимираме учесниците во сообраќајот, секако, и да го зголемиме интересот. И ова е еден нов вид на приод кон во сообраќајот преку делење на CD-а да се едуцираат. Мислиме дека ова е добар начин и ќе се обидеме и понатака да го применувате. Е сега нешто што исто така е актуелно во нашата општина Деновиве, за кое што доста се пишува и се зборува меѓу охриѓани, е обележувањето на велосипедските патеки. Советот за безбедност на општина Охрид од неговото конституирање во овој состав, значи од кога сте председател, многу се залага за да им се овозможи на велосипедистите една убава патека, едно убаво место каде што ќе можат да безбедно да возат велосипед, а се повеќе имаме луѓе кои што го користат ова превоз. Нашиот град нуди на вистина идеални услови за тоа, но немавме патека. Патеките се обележа онаму каде што се обележа, но пред известно време се поставија и физички препреки. Е сега, за некого тоа е добро, за некого не. Со
секакви образложенија. Некој смета дека тие физички препреки може да представуваат и опасност за велосипедистите, бидејќи при мала неконтрола можат велосипедистите да се заплеткат во тие физички препреки, па и да се повредат. Други пак коментираат дека велосипедските патеки се само во една насока, што ако имаме велосипед кој што доаѓа од другата страна. Значи, како вие тоа сето ќе го образложите, ќе го објасните од стручен аспект? Знаете како, ние во Општинскиот совет за безбедност ја согледуваме неопходноста од зголемување на велосипедската инфраструктура во градот и во околните места. Од тука нашите идеи се преточени во таа кампања која што ја нарековме велосипедска патека за секоја Охридска улица. Исто така предлагаме, ево скоро до локалната поднесовме иницијатива да се означи, да се обележи велосипедска патека и на Кеот покрај езерото. Сакам да кажам дека Кеот е во ширина од околу 9 метри и дека согласно правилата и прописите поднесовме предлог идеја да се означи велосипедска патека двонасочна и согласно правилата и прописите таа треба да биде во ширина од 2 метри. Ова е нешто што е својствено и го има, ние не го измисливме, значи го има и во другите градови, значи покрај морињата имаме патеки во кои што се означени велосипедски патеки кои што се означени на Кеот до морето и веднаш до пешачката зона. Охрид се повеќе станува велосипедски град, урбаниот велосипедизам во градот зазема широк замав, тоа посебно ни се допаѓа на сите нас, но бара и налага инфраструктура и секако потреба од зголемена безбедност. Пред малку кажав дека, за жал, имаме сообраќајни незгоди во кои што жртви биле велосипедистите и последната случајна на 15-ти корпус беше со велосипедист кој што, за жал, го загуби животот. Од тука ние сметаме дека безбедноста мора и понатака да биде приоритет во работењето на Општинскиот совет и на СВР Охрид воедно. Тоа значи дека треба да придонесеме сите заедно, не само како Општински совет, ние туку и сите учесници, пред се возачите на моторни возила и моторциклистите, да ги почитуваат велосипедските патеки и велосипедистите. Сведоци бевме дека откако се обои велосипедската патека на булеварот Просветители на Димитар Влахов и се поставија физичките разделници, сведоци бевме на низа нарушувања на овој простор обезбеден исклучиво за велосипедистите. Се паркираат возила, се паркираат моторцикли. Дури имам видено и пешаци да се движат по таа велосипедска патека. Исто така сме забележале движење, како што спомнавте и вие, на велосипедисти во обратниот смер, што секако представува грубо кршење на правилата и прописите. На онаа страна на која што е поставена велосипедската патека, во таа насока треба да биде велосипедскиот сообраќај и никако во спротивна насока. Тоа претпоставувам дека свесно или несвесно некои учесници во сообраќајот го кршат ова правило и всушност тоа представува една грда слика на нормалното и безбедно одвивање на велосипедскиот сообраќај во градот. Од тука сметаме дека мора и тука да посветиме внимание и да поентираме во однос на зголемување на едукативните наши настапи. И ова денешно гостување го сваќам како една таква форма, за што ви благодарам секако, и воедно сметам дека мислењата на луѓето се секогаш ќе бидат различни. Се и ќе бидат различни во однос на било какво сообраќајно решение или на некакво друго решение кое што ќе биде за овој или за оној проблем понудено. Не ги игнорираме размислувањата, ставовите и на оние кои што имаат негативистички став, се обидуваме да најдеме оправдување или да ги разгледаме, да најдеме една валидна, една добра причина зошто тоа го прават, но во овој момент е дека поставувањето на овие физички разделници и тоа како добро придонесува за
ненарушување на велосипедската патека од страна на автомобилите. Велосипедистите се чувствуваат безбедни, така допираат од нив гласови до нас и апелирам да овие учесници кои што се ранлива категорија, како што спомнавме во сообраќајот, бидат внимателни или да бидат повнимателни, независно што на еден начин се физички изолирани од коловозот. Так. Тоа е посебно што би се нагласило во овој случај и мислам дека никогаш доста од едукација и никогаш доста од внимание на коловозот. Кои се проектите со кои аплициравте до Републичкиот совет за безбедност? Знам јас 3 се на број, но еве вие да ги кажете за нашата публика и што е она што ќе ви биде приоритет. Повторно имаме поврзување тука со велосипедизмот, реков ставате акцент на тоа. И уште еден проект кој што е наменет на најмладите. Да, значи ние до Републичкиот совет за безбедност на крајот од 2015 година поднесовме 3 предлози кои што се прифатени и се вметнати во работата на Републичкиот совет за безбедност за 2016 година. Именно го понудивме проектот најнапред велосипедско поврзување на Охрид и Струга. Тоа е една извонредна идеја која што ќе значи заживување на велосипедизмот во двата крезерски града, на тој меѓуградски велосипедизам. Знаеме дека Охрид и Струга како туристички центри се туристичка дестинација на туристи од светот, не само од Македонија. Туристите од светот посебно се посветени кон велосипедизмот и ова ќе биде извонреден потек кој што ќе значи анимирање на велосипедизмот, на движење на туристите во крајбрежната линија и на потегот на стариот пат ние дадовме и конкретни идеи како тоа може да се направи. Неодамна имав средба и со неформална средба со градоначалникот на Струга, кој што исто така е веќе запознат со проектот, меѓутоа очекувам во следниве неколку дена да биде и доставен до него и конкретниот предлог во пишана форма од страна на Општинскиот совет во Струга. Тоа е една идеја, еден предлог. Понатаму ние го иницииравме проектот велосипедска патека за секоја Охридска улица, како што спомнав. И идејата е секоја Охридска улица да добие велосипедска патека, да биде означен дел од коловозот кој што ќе биде исклучиво наменет за велосипедска патека и на тој начин градот Охрид, сите сообраќајни артерии во градот Охрид ќе бидат достапни за безбедно движење на велосипедите. Зборувам и нагласувам за безбедно движење на велосипедите и велосипедистите. Ова е посебно значено бидејќи, како што кажав пред малку, нашите првични согледувања се дека значително е зголемен степенот на безбедност со овие физички разделници кои што се поставени на просветители и на Димитар Влахов. Исто така се обидовме да ги анимираме и другите учесници во сообраќајот, пред се моторциклистите, со кои што во текот на минатата година направивме една кампања за оформување на заедничка патрола. Имено полициски службеници и представници на мотоклубовите и на велосипедските клубови на неколку места поставија сообраќајни пунктови на кои што се делеа едукативни материјали, флаери со цел да се зголеми степенот на безбедност. И уште еден проект кој што е исклучително значаен и кој што повозрасните наши гледачи ќе се присетат кога го говорам следното. Ние планираме да ја инициираме и веќе проектот е напишан и деновиве ќе биде во почетна фаза да оформиме ученичка сообраќајна патрола. Тоа ќе го направиме со електромашинскиот училишен центар, поточно со сообраќајните класови смерови од овој центар и на тој начин преку СВР Охрид и преку нивните наставни програми, членот таму на советот е магистер Наташа Гредоска, ќе се обидеме да ги едуцираме младите
ученици да ги едуцираме како понатаму да бидат едукатори во примената на сообраќајните правила и прописи. Тие ќе бидат на сообраќајниците и ќе помагаат и на полициските службеници, но и самостојно ќе ги вршат своите задачи во делот на безбедно регулирање на сообраќајот. Се надевам дека овие ученици исто така ќе бидат дел од проектот што во септември ќе биде реализиран паралелно со почетокот на школската година и е поврзан со едукацијата на најмладите како безбедно да се движат на круже. Ваква единица, би рекол, или ваква патрола во пред околу 30 на години Охрид имаше. Пред околу 5 до 6 години, кога во Советот беше господинот Љупчо Милковски, имаше идеја за заживување на овој проект, се донесоа во фаза на промоција на ваквата единица, промоцијата беше во Милениум и од тој момент некако застанаа сите активности. Лично сметам дека, а и ние како Совет, дека ова ќе биде одличен проект кој што ќе мора да го реализираме. И со кој што ќе зголемиме безбедноста во сообраќајот, Охрид ќе биде уште поатрактивен, како што беше атрактивна оваа група пред 30 на години, сметам дека ќе бидат атрактивни и овие групи ученици, исто како што беше атрактивна велосипедската полициска патрола, што како проект го понудив во 2008 година. Многу проекти, господин Димовски. Дали имате некаков личен бенефит од нив? Никаков. Ниту јас, ниту членовите на Советот. Материјален бенефит апсолутно никаков. Јас гордо можам да кажам во овој момент дека како Општински совет за безбедност немаме ниту еден денар кој што го добиваме било од локалната, било од Републичкиот совет, но работиме максимално посветено, независно од тоа. Имено сме големи влюбеници во оваа работа, во оваа проблематика и сите членови на Советот се залагаат безрезервно, независно што работаат на волонтерска база и мислам дека ова е големината на Советот. Им се заблагодарувам на членовите на Советот што на овој начин ја покажуваат љубовта и грижата за граѓаните и нивната безбедност. На уште една работа сте максимално посветен. 8 години сте потпарол на СВР Охрид. Колку е тоа лесно или тешко секој ден да се пласираат информации од една навистина специфична област. Многу пати имаме случаи како што се убиства, самоубиства, сообраќајки и така натаму, каде што се треба да биде до детали проверено и точно за да може да се пласира во јавност, а ние новинарите притискаме затоа што сакаме да бидеме први со информацијата и многу пати знаеме, може би така да изреагираме и по-бурно. И ние, па и вие, па потоа смируваме топката за да се најде еден компромис, се во интерес на јавноста да биде точно и навремено информирана. Да, јас морам да овде посебно да нагласам дека исклучително ги почитувам новинарите. Моите почетоци се врзани со новинарството воопшто и посебно сакам да потенцирам дека граѓаните, јавноста воопшто мора да знаат се што се случува, како се случува и ми причинува посебна чест да работам во интерес на правилно, точно, навремено информирање на граѓаните. Тоа го правам со посебна љубов, со исклучителна посветеност и со една максимална информираност во делот на збиднувањата на одреден казнено-правен настан кој што е случај на подрачјето на СВР Охрид, во исело запознавање на настанот, во запознавање до детали за начинот на случувањето за учесниците, за употребата на разноразни предмети и така натаму. И морам да кажам дека и покрај овај огромен напор и покрај оваа голема концентрација која што е потребна, јас го работам, како што спомнав, ова со љубов и со максимална посветеност. Сметам дека новинарите, вие, независно од тоа што сте во трка со информациите и сакате први да ја пласирате веста, мислам дека посебно за клучни настани кои што се чувствителни, имате сенс за моментот
и ја покажувате грижата и го чекате вистинскиот момент додека дојдеме до целосна, правилна, точна информација која што ќе треба да ја пласираме во јавноста. Тоа е ваша големина, но независно што некогаш сме во расчекор со времето, сепак успеваме да се координираме и да бидеме исцело кон јавноста точни, навремени и јавноста да знае што се случува и како се случува. СВР Охрид е транспарентна институција и воопшто и Министерството за внатрешни работи во Република Македонија е првото министерство кое што има дисперзирани канцеларии за односи со јавноста во сите 8 сектори за внатрешни работи во внатрешноста на земјата. Ова е еден голем потек. Полицијата никогаш порано не била толку отворена. Јас се сеќавам кога во времето кога работев и во ова ваша сега матична куќа во ТВМ, јас имав големи проблеми кога требаше да дојдам до информација од полицијата. Сега имаме ситуација кога ги добивате информациите, кога граѓаните знаат да што се случува, кога граѓаните сами доаѓаат на работа во мојата канцеларија да прашаат, ми пишуваат на мејл, ми се јавуваат на телефон и се интересираат за одреден настан што се случува, како се случува. И она што е посебно важно е дека се јавуваат и укажуваат на одредени проблеми. Всушност, ние сме служба на граѓаните и сме партнер со граѓаните и така јас ја сваќам оваа моја улога да бидам портпарол и да бидам првиот во СВР Охрид кој што ќе излезе пред граѓаните и ќе ја каже ситуацијата, ќе каже што се случило, како се случило. Имало случаи кога сме имали одредени забелешки од граѓаните и ние сме биле исто така горди што сме добивале забелешки или насоки за одредени постапки наши во иднина. Така. Јас на самиот почеток во емисијата ви реков добре дојдовте во Лупа, но не ви реков добре дојдовте во ТВМ, затоа што сметам дека тоа е како ваш втор дом. Рековте дека на некој начин ви е ваша матична куќа, тука сте ги започнале вашите новинарски денови и искуства и секогаш сме отворени за соработка и се надевам дека продолжуваме со исто темпо како и досега. Секако дека јас со посебен пиетет се сеќавам на времето поминато во ТВМ, впрочем како и времето поминато во радијата низ градот, како дописник на национални медиуми и така натаму. Тоа е огромно искуство што го имам стекнато и кое што и тоа како ми помага во оваа моја сегашна професија портпарол на СВР Охрид. Допирни точки имаме премногу и исто така ми беше предизвик да ги спојам овие две нешта, полицијата, јавноста и новинарите, поточно 3 нешта, да ги спојам во едно и на тој начин да ја изработам мојата магистерска теза и да ја изработам книгата Полицијата и јавноста, што секако представува еден вид на прирачник како за полицајците, така и за новинарите. Благодарам за ова учество. Се надевам на безбедно лето, без некакви поголеми инциденти и, не дај Боже, без некакви сообраќајни незгоди каде што ќе има фатални исходи. Благодарам. Заедно и вие како медиум и ние како совет и како полиција сме насочени токму во тој дел. Да имаме што е можно помалку сообраќајки и да го подигнуваме степенот на безбедносната сообраќајна култура кај сите учесници. Така, токму така. Благодарам што имаш.